Кратки житија на светителите кои се почитуваат на нашите простори, почнувајќи од Пресвета Богородица, светите Кирил и Методи, Климент и Наум, светите 15 тивериополски свештеномаченици, свети Леонти и Теофил Струмички, Лидија Македонска, Злата Мегленска, Јоаким Осоговски и Гаврил Лесновски, содржи книгата Светилници на светот македонски светители, која беше промовирана синоќа. Автор на книгата е Екатерина Божинова, дипломиран теолог и педагог за религијско образование. Кога правиме дела, имајќи го единствено него за урнек, кој треба да се следи, тогаш тие се лесни. Како што вели самиот, јаремот мој е благ и бремето мој е лесно. Ова дело е доказ дека со децата е прекрасно да се работи, толку лесно се направи. Мојата желба беше да ги имаме житијата на светителите, кои се светилници на светот, и во ова дело прилагодено за деца. Сите деца со воодушевување почнаа да работат и да цртат, слушајќи ги житијата за животот и подвизите на светителите, чии имења ги знаеме, но не и нивните подвизи. Тоа беше главниот мој мотив за ова дело, кој не подсетува дека тие се пример за следење и дека човек може да стане свет секаде и на сред град и овде и сега. Отец Јаков епископ Полјански истакна дека ова четиво ќе им помогне на децата да го сочуваат искрениот и чист однос што го имаат кон Бога. Јас ова го споделувам изминативе денови, дека вие многу лесно сваѓате кој е патот и кој е начинот да се стане светител во црквата. Вашите другари од село Банско, кои што направија таму литија во селото, отец Григори ми кажа дека утрото дошле да се причестат пред да тргнат на оној студ на Бадник да пеат песни низ цело село, а таму некаде во манастирската црква, во некој аголе, се уште стои кутијата за доброволни прилози за малата Нина, која што сите ние ја знаеме. И ми вели отецот, на крајот од денот, премрзнати со црвени носови и уши, дојде и донесо една торбичка со пари, што ги собирале цел ден. И рекоа, ние дојдовме да ги оставиме парите во кутијата, заради тоа што уште утрото пред да тргнеме, така се договоривме. И сите костени и портокали, се што им давале на целиот отпор од браќата, ги оставале во манастирот. Вас не треба да ви учи никој како да се биде свет и како да се биде христијани. Тоа ви го напишав во предговорот. Чувајте ја таа атмосфера, ви го кажав и кога ве пречекав на Бадник. Чувајте ја таа атмосфера и таа чистота, што ја чувствувате сега во вашите детски срца. Чувајте го Христос. Него од вашите срца може да го избрка само гревот. А гревот влегува во нашиот живот само ако доброволно се согласиме и правиме компромис со него. Чувајте се од гревот, чувајте се од злото и од пакоста на овој свет и се ќе биде во ред. А јас секогаш ќе се молам Христос да ве чува и ве молам, што ве молам? Да се молите и вие за мене. Се договоривме за тоа, така? Христос се роди. Илустрациите за книгата ги изработија децата од училиштата во Струмица под менторство на професор Божинова. Во рамки на синоќешната промоција изложени беа и ликовните творби и божикни честитки на децата, а парите од нивната продажба ќе бидат дадени за лекување на малата Нина.